Повелете прашање. Бидејќи еден закон за медиуми, кој имате можност да го погледнете, што е сменето? Дали има промени, суштински промени или е нешто што веќе? Значи, пред нецели 2 часа ние на електронска пошта го добивме предлог законот за информативни и рекламни кампањи на јавните институции. Имав прилика, значи, сега да го прочитам пред да дојдам на оваа пресконференција. Не се работи за ништо ново. Значи, тоа е истата приказна од зимата, кога ВМРО ДПМН на најбрутален начин, со ваков еден сличен, ако не идентичен закон, се обиде да продолжи корупцијата, односно да ја легализира корупцијата во медиумите. И заради тоа, јас сметам дека ова не е производ на никаков договор, не е производ на никакви преговори, туку е едностран чин на партијата на власт, која се обидува и понатаму да ги држи во заложништво медиумите. Имено, со пари од граѓаните, идејата е да се финансираат информативни и рекламни кампањи. Не баре медиумите не знаат во својата уредувачка политика што значи интерес на граѓаните за јавно и објективно информирање. Не, владата треба со народни пари, со парите од граѓаните, да ги потплати медиумите за тие, наместо јавно, објективно да информираат јавноста, всушност да представуваат огласна табла за политиките, активностите, не само реализираните, туку и идните од страна на владата на Република Македонија. Имајќи во предвид дека во оваа држава нема никакво раздвојување помеѓу партијата на власт и државата, се работи за уште еден срамен обид партијата на власт да ги држи во заложништво и понатаму медиумите, односно да се обиде да ја легализира корупцијата во медиумите. Ова нема да помине, барем некај демократската јавност во Република Македонија, затоа што никој, посебно не медиумите кои држат до респектибилноста, до објективното информирање на граѓаните, сигурно ќе ги видат аномалиите на овој предлог закон, затоа што ова е уште еден брутален, ајде сега да речеме проширен и надграден обид да се легализира корупцијата во медиумската сфера во Република Македонија.